Правно издржано ли е решението на Советот за прекршоци во врска со одлуката за учесниците во Шерената револуција кои се обвинети за прекршок дека фрлале со боја врз собранието и врз другите институции? Накратко не. Образложено, иако конкретно ме прашувате за господинот Алек Гочев кој реагираше на социјалните мрежи, категорично не, од причина што имав прилика да видам на социјалните мрежи, да го видам решението на социјалните мрежи, во услови кога обвинувате некој дека превзел противправно действие кое во овој случај е казниво со прекршок против јавниот ред и мир по член 27, морате да посочите конкретно колку штета направил, во кој обем е истата и конкретно кои балони, бидејќи обвинет дека фрлал балони со боја према собранието, кои балони на кој дел од зградата направиле штета. Се друго е квази постапка. Проведена е селективна правда со оглед на тоа дека дел од учесниците, односно ете конкретно оние кои влегува во власт или пак кои станаа пратеници, не се казнети, додека пак другите остануваат прекршочни дејства. Не можам конкретно да ви одговорам на тоа прашање од причина што и за претпоставувам алудирате на пратеникот Павле Богоевски, и тогаш и сега сметав дека требаше да се повлече обвинение, односно воопшто постапка да нема, бидејќи евидентно беше дека се работи за политички прогон, меѓутоа останува да виси во воздух прашањето што со останатите членови за кои исто така евидентно дека беше политички прогон, а не е покрената, а не е прекината постапката, така да вашата резерва е на место. Во оние случаи каде што има кривичен прогон, основно обвинителство треба да си го повлече обвинението, а да ги повлече обвиненијата бидејќи се работи за повеќе лица, а во овие случаи кои се повеќе, меѓутоа можеби не доаѓаат со прекршоци, можеби не доаѓаат толку до израз, бидејќи се сметаат за поминорни, овластениот предлагач, а тоа е секторот за внатрешни работи Скопје при МВР одделението за прекршоци, да ги повлече барањата за поведување прекршочна постапка, што е и многу полесно бидејќи нема таков тип на трошоци како во кривична постапка.